Good evening, this is Peter Vertkovsky on 2NUI-FM 103.7 in Newcastle in Hunter. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. А сега да ги проследиме и соопштенијата. Нешто за школото и игралната група овде во нашиот град Ньюкастел. Придружете се на часови по македонски народни игри и танцови, да ги откриете енергичните ритми и традиции на македонската култура преку овој танц. Дојдете секоја среда од 5 сатот попладне во нашиот македонски културен центар на 14 School Street Бродмедо, за да научите традиционални македонски ора во забавна и пријатна атмосфера. Еве зошто треба да се придружите. Прво, поврзете се повторно со нашата македонска култура. Воздигнете го богатството и наследството на Македонија, а потоа пренесете го на идните генерации. Второ, запознајте нови пријатели. Изградете нови и трајни пријателства со наши луѓе, со заеднички интереси. Трето, останете активни и здрави. Танцувањето е одличен начин да останете фит, додека се забавувате со пријатели од македонската заедница и пошироко. Четврто, научите нови ора и начин за како да се приклучите во свадби, прослави и игранки во македонската заедница, преку овие ора и танцови. За се тоа не е потребно искуство. Сите возрасти, вклучувајќи ги и најмладите деца, млади и возрастни, сите сте добро дојдени. Ве очекуваме сите заинтересирани секоја среда од 5 сатот попладне во нашиот македонски културен центар во Ньюкастел. За повеќе информации околу ова, обратете се на Facebook страницата на македонската заедница Ньюкастел. Исто така да најавиме дека игралците може да идат од 3 до 30 годишна возраст и постари. Сите сте добро дојдени секоја среда од 5 сатот попладне. Сите заинтересирани за да бидат членови во нашето македонско пензионерско друштво Гоце Делчев од Ньюкастел може да се плата својата чланарина за оваа година по $10 по лице. Исто така чланарина може да се платите и за македонската заедница при Македонскиот културен центар овде во Ньюкастел по цена од $15 по лице. Како што знаеме, сите се одржува ручек во нашиот македонски културен центар секој вторник од 9:30 до 1 сатот после ручек. Се игра бинго од 10 до 11:30. После тоа се дава ручекот. Сите заинтересирани јавете се кај Сузи Лајмановска на 0431 117602. Сите сте добро дојдени, без разлика на годините. Драги слушатели, се надеваме дека се наоѓате во пријатна атмосфера со вашите најблиски покрај звуците на нашето радио овдека. Исто се надеваме да сте во добро здравје, а ние одовде со песна од се срце ќе ви посакаме среќен ден. Да проследиме нешто и од вестите од Македонија. Мицковски вели: не смееме да заборавиме, криминалците се штета слободно, денеска законот важи за сите. Криминалците се штета слободно, важи овој закон за сите во Македонија. Премиерот за денот на македонската полиција со порака дека во Македонија веќе нема компромис со криминалот и корупцијата. Криминалците се штета слободно, државата молчеше, а граѓаните живееа со чувство на немоќ. Имаше време кога институциите се користеа како алатка за лични и политички интереси, а не за правда. Пораките ќе стредиме и ќе се јавам, беа погласни од законот, но тоа време е завршено.
Сакам денес јавно и гласно да кажам, вели Мицковски. Во ова држава нема веќе место за врски, непотизам и заштита од одговорност. Законот важи за сите без разлика дали се работи за обичен граѓанин, функционер или бизнисмен. Христијан Мицковски, премиерот, тоа го кажа. Тој вели, нема недопирливи, порача првиот човек на Министерството за внатрешни работи во својот говор. Тошковски акцент стави на случајот адитиви, која е корупцијска афера поврзана со адитиви за јагле на потребите на рек Битола и рек Осломеј, каде се осумничени функционери, високи службеници и бизнесмени. Министерот се осврзна и за истрагата и за трагедијата во Кочани. Се постапило без двоумење и селективност. Директорот на Бирото за јавна безбедност им се обрати директно на криминалите. Македонија не е вашиот дом. Во април 1993 година владата на Македонија донела одлука за прогласување на Ден на македонската полиција. Бидејќи на истиот ден, 1903 година, внатрешната македонска револуционерна организација донела решение за реорганизација на четите кои се грижеле за безбедноста на делегатите на Смилевскиот конгрес. На денешната церемонија присуствуваше премиерот, представници на безбедносните служби во државата, јавниот обвинител Коцевски, представници на дипломатскиот кор и градоначалници. Мицковски додаде и нешто друго. Тој вели, времето на пораките ќе стредиме и ќе се јавам е завршено. Тој порача дека граѓаните не смеат да заборават како изгледало секојдневието преку неколку години. Во оваа држава нема веќе место за врски, непотизам и заштита од одговорност. Законот важи за сите во Македонија, без разлика дали се работи за обичен граѓанин, функционер или бизнисмен. Силата на државата не се мери со привилегии и на поединци, туку со тоа дали правата или правдата стигнува до сите, и до најмоќните, и до најмаргинализираните. Денес ние испраќаме силна порака. Нема компромис со криминалот, порача премиерот Христијан Мицковски на одбележувањето на Денот на македонската полиција 7 мај. Тој порача дека граѓаните не смеат да заборават како изгледало секојдневието преку неколку години. Криминалците се штета слободно, државата молчеше, а граѓаните живееа со чувство на немоќ. Имаше време кога институциите се користеа како алатка за лични и политички интереси, а не за правда. Пораката ќе следиме и ќе се јавам беа погласни од законот што постои, но тоа време е завршено, рече Мицковски. Тој на одбележувањето му додели благодарница на министерот за внатрешни работи Панче Тошковски за зачувување на редот и мирот и за зачувување на безбедноста. Најголема енергетска инвестиција во последните 10 години почнува изградбата на интерконекторот со Грција. Потпишан договор за изградбата на гасниот интерконектор со Грција на делницата од Јевјалија до Неготино. Македонскиот дел е долг 68 километри. Треба да биде готов за 22 месеци и да профункционира во 2027 година. Ова е најголемата енергетска инвестиција во последните 10 години, вели министерката Божиновска. Кога дојдов на местото министер, првата вест што ја дочекав летоска беше дека тендерот, кој беше 9 месеци, е поништен и беше предизвик за сите нас да продолжиме, не знаејќи дали ќе добиеме повисока цена, што ќе се случува и еве на крај, конечно, тука денес ќе се потпише договорот за изградба. За нас е важно што е локална македонска фирма и што цената е 12 милиони евра поевтина од претходната добиената. 12 милиони евра се сериозни пари кои може да ги пренаменат и да се употреба за нешто друго во енергетскиот систем. Сања Божиновска, министерка за енергетика, според неа природниот гес ќе придонесе за намалување на загадувањето, особено во општините каде се уште се користи нафта, јаглен и дрва за затоплување. Изградбата е финансирана од владата и
европските банки чини околу 60 милиони евра. Потпишувањето на договорот со домашна компанија представува и потврда за капацитетот и понудата на домашниот пазар, преку одредбите за квалитет, компетентност и особено значање во контекст на современите економски услови, финансиска исплатливост. Мухамед Елмази, извршен директор на Хогамес ГЕС од компанијата изведувач, велат дека веднаш ја почна со работа на терен и ги имаат потребните ресурси за сите важи. Си ја знаеме работата, стручно обучени, добар персонал и мислам дека нема да имаме никаков проблем да го завршиме овој проект квалитетно и навремено. Тони Карамфиловски, собственик на Rapid Build. Вкупната должина на целиот гасовод е 123 километри, а од грчка страна е речиси готов. Plašam dušo mila od sebe, što ke se sluči so mene, ako srce voli poludi. Pijana od ljubov, pijana od tebe, čekor napred ne smejam, zašto traješ so mene. Pijana od ljubov,
nazad neja vobelo svega, no znam za mene srce ja stega. Za mene siromaf tatko ne ja dava, bogat ja voda, a zna li kade vo život prazan, ispolnet solaga, da žive život ko Boga i taga. Za mene siromaf tatko ne ja dava, bogat ja voda, a zna li kade vo život prazan, ispolnet solaga, da žive život ko Boga i taga. Begalka dojdi so mene sega, ne slušaj tatko, ne gubi vreme, srce to tvoje za mene bije, ta pani zurla za nas je vije, srce to tvoje za mene bije, ta pani zurla za nas je vije. Za mene siromaf tatko ne ja dava, bogat ja voda, a zna li kade vo život prazan, ispolnet solaga, da žive život ko Boga i taga. Za mene siromaf tatko ne ja dava, bogat ja voda, a zna li kade vo život prazan, ispolnet solaga, da žive život ko Boga i taga. Za mene siromaf tatko ne ja dava, bogat ja voda, a zna li kade vo život prazan, ispolnet solaga, da žive život ko Boga i taga. Za mene siromaf tatko ne ja dava, bogat ja voda, a zna li kade vo život prazan, ispolnet solaga, da žive život ko Boga i taga. Slušni me, mila majčice, slušni go mojevo srce, si zaljubiv lično mome mnogo bavo. Si zaljubiv lično mome mnogo bavo. Evgenija, moma ubava, takvo mome lično nema, takva moma nigde nema. Ja se ljubam ke ja zemam, ja se ljubam ke ja zemam. Takva moma nigde nema, ja se ljubam ke ja zemam, ja se ljubam ke ja zemam.
Јас ја љубам ке ја земам. Јас ја љубам ке ја земам. Да го проследиме уште на соопштението. Како што знаеме, се одржува ручек во нашиот Македонски културен центар секој вторник од 9:30 до 1 сат после ручек. Се игра бинго од 10 до 11:30, после тоа се дава ручеко. Сите заинтересирани за овај ручек, јавете се кај Сузи Лајмановска на 0431 117602. Сите сте добро дојдени, без разлика на годините. Што имам брачеди, македонски билбили, големи меракли, еснафи домакини, кога оро заиграт, орото заличува, таков ни е сојот наш, родени за весела. Да ни е вечна лозата, чиста македонска, дечиња да се раѓаат, кај да се по светот да не спомнуваат. Што имам брачеди, македонски билбили, големи меракли, еснафи домакини, кога песна запеат, убава македонска, со вино и ракија, мерак е на душава. Да ни е вечна лозата, чиста Македонија.
Како мала сонувам, ваква љубов голема, љубов безгрижна да трае до века, но сега сама остана. Како мала сонувам, ваква љубов голема, љубов безгрижна да трае до века, но сега сама остана. За тие очи зелени и тие усни медени, без тебе не можам, без тебе не можам, по тебе јас умирам. За тие очи зелени и тие усни медени, без тебе не можам, без тебе не можам, по тебе јас умирам. Со друга делиш постела, а јас сама самувам, но не заборавај, Господ гледа се, ке ти плати, верувај. Со друга делиш постела, а јас сама самувам, но не заборавај, Господ гледа се, ке ти плати, верувај. За тие очи зелени и тие усни медени, без тебе не можам, без тебе не можам, по тебе јас умирам. За тие очи зелени и тие усни медени, без тебе не можам, без тебе не можам, по тебе јас умирам. За тие очи зелени и тие усни медени, без тебе не можам, без тебе не можам, по тебе јас умирам. За тие очи зелени и тие усни медени, без тебе не можам, без тебе не можам, по тебе јас умирам. Ти, брате, сам си седев и си мислев, кога, брате, ке те видам, кога, брате, ке те сретнам, зошто судба не раздели, зошто живот ни се смени.
smeni. Poštarot mlad na vrata zvoni, gleda majka solzi roni, pismo drži, vrat se tresi, ništo sine poštaro zgreši. Pismo drži, vrat se tresi, ništo sine poštaro zgreši. Pomogni Bože, makata je teška, da je samo slučajna greška, da ne pokana od ljubena, za svadba nestvarna osudena. Pomogni Bože, makata je teška, da je samo slučajna greška, da ne pokana od ljubena, za svadba nestvarna osudena. Osudena od mojih kletvi, ke te pratat dur do groba, se zakolnav me za navek, a se izgubi vo toj lakom svet. Se zakolnav me za navek, a se izgubi vo toj lakom svet. Pomogni Bože, makata je teška, da je samo slučajna greška, da ne pokana od ljubena, za svadba nestvarna osudena. Pomogni Bože, makata je teška, da je samo slučajna greška, da ne pokana od ljubena, za svadba nestvarna osudena.
сега да проследиме нешто од вестите од Македонија. Драган Ковачки вели: заврши времето на уцени и закани од ДУИ. Потребно да се ичистат криминалците од своите редови и да се реформираат. Да се фокусираат на работи кои што носат развој на државата, носат прогрес и работи кои што не приближуваат до европските стандарди, до европските вредности. Да ги поздрават проектите на ова влада која што макотрпно работи и ги гради, кои што веќе се видливи, бидејќи така се гради една сериозна држава, заклучи Ковачки. Завршено е времето на закани и уцени од страна на ДУИ. Македонија е веќе членка на НАТО и секоја закана кон стабилноста на државата и е закана на меѓународното крило на НАТО. Прецизираше во своето излагање пратеникот од владеачката ВМРО ДПМН Драган Ковачки во емисијата За или против на Алфа телевизија. Ковачки говореше дека во политичката партија ДУИ е потребно да се реформираат доколку сакат да бидат фактор на политичката цена. Тој е децидент дека во ДУИ е потребно да се фокусираат на работи кои што носат развој на државата, да ги поздрават проектите на владата, предводена од ВМРО ДПМН, и да се приклучат кон проектите, бидејќи само така се гради сериозна држава. Во ДУИ треба да се реформираат. Туку не говорам за Ахмети или конкретни личности, туку говорам генерално за партијата како политички субјект. Треба да се ичистат од криминалците, да ги отстранат од своите редови, доколку сакат да бидат фактор на политичката цена. Категоричен е Ковачки. Тој е децидент дека во ДУИ е потребно да се фокусират на работи кои што носат развој на државата и да ги поздрават сите проекти на владата, предводена од ВМРО ДПМН, и да се приклучат кон проектите, бидејќи само така се гради ова наша Македонија. Да се фокусираат на работи кои што носат развој на државата, носат прогрес на работи кои што не приближуваат до европските стандарди, до европските вредности. Да ги поздрават проектите на ова влада која што макотрпно работи и ги гради, кои што веќе се видливи, бидејќи така се гради една сериозна држава, заклучува Ковачки. Да видиме што вели Николовски. Соработката со ДУИ би била политичко самоубиство за таравари. Николовски истакна дека премиерот Мицковски има јасна визија во кој правец сака да се движи државата, но она што е клучно во неговата визија е дека мора да постои силна битка со организираниот криминал и корупција. Разговараме со коалиционерите партнери и имаме јасна визија каде треба да се движи државата. Имаме стабилна влада и не ставаме никаков простор за соработка со ДУИ, било формална или неформална, вели вице-премиерот и председателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски на гостувањето во Телма на денот на телевизија Сите. Николовски истакна дека премиерот Мицковски има јасна визија во кој правец сака да се движи државата, но она што е клучно во неговата визија е мора да постои силна битка со организираниот криминал и корупција. Премиерот има јасна визија каде сака да се движи државава, но она што е клучно во неговата визија мора да имаме силна битка со организираниот криминал и корупција, кои најмногу беа олицетворени во ДУИ. Наше јасно ветување беше дека ДУИ ќе биде во опозиција, а ДУИ е во опозиција. И затоа не ставаме никаков простор за соработка со ДУИ на било кој елемент во рамки на владата и во било која форма на соработка со политичката партија ДУИ, без разлика дали се работи за формална, неформална соработка. Соработка само за локални избори. И тука е всушност главната забелешка кон Арбен Таравари и кон неговото однесување категоричен е Николовски. Николовски истакна дека владата е многу стабилна и граѓаните ги поддржуваат
политиките на ВМРО ДПМН. Владата е многу стабилна. Ние сме многу благодарни на поддршката која што ја добивме минатата година. ВМРО ДПМН освои 58 претеници. Нашиот главен политички опонент освои 18, има претеници кои што ја поддржуваат политиката на ВМРО ДПМН, тука е коалицијата за политичка партија Знам, така што ние во моментот ВМРО ДПМН и Знам ближиме во моментов некаде околу 66 пратеници, што е многу комотно мнозинство, истакна вице-премиерот Николовски. Нешто и за спортот. Македонското дерби Eurofarm Пелистер Вардар меѓу топ 5 во Европа. 5. Европската ракометна федерација ги рангираше пресметките меѓу македонските ракометарни ривали Eurofarm Пелистер и Вардар во топ 5 дербија во Европа. Според методија, тимот на Eurofarm, македонското ракометно дерби е петто најголемо на стариот континент. Првото место на ранг листата е резервисано за пресметките меѓу Барселона и Кил, пошто следува полското дерби меѓу Киелце и Висла Плок. На третото место е унгарското дерби меѓу Виспрем и Пик Сегет, а на четвртата позиција е дербето на Франција меѓу ПСЖ и Монпеле. Нешто за здравието. Спиењето на стомак влијае лошо на човечкото здравје. Според лекарите не треба да се спие на стомак, бидејќи тоа може лошо да влијае на човечкото здравје. Доктор Шерил Литолу од Јорк, Велика Британија, наместо тоа препорачува спиење на страна, особено за оние кои рчат или имаат апнија при спиењето. Спиењето на стомак имено може да предизвика оштетување на рбетот, зглобовите и нервите. Ова положба може да предизвика и респираторни проблеми. Положбите во спиењето што вршат прекумерен притисок врз рбетот, како што е лежењето на стомак или кога сте скутнато свиткан во така наречена фетална положба, водат кон непријатност. Овие положби често доведуваат до неправилно пораметување на рбетот и зголемен притисок врз вратот и долниот дел од грбот, што може да води до хронична болка и нарушени навики на спиење, појасни доктор Литрој. И физикалниот терапевт Джордан Дехара вели оти за облажување на болките во зглобовите се препорачува спиење на страна. Може и лабава фетална положба, но со перница меѓу нозете или лежење на грб со перница под колената. Тоа според лекарот го намалува отпорувањето на долниот рбет и колковите. Стручњаците ја нагласуваат важноста на изборот на вистинската перница за помирен сон и подобро здравје. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната недела во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. Имајте пријатен ден и чувајте го вашето здравје. На сите ви благодарам што бевте со македонската радиопрограма во изминативе 60 минути и ви посакувам со нови сили и топла енергија да го дочекате утрешниот ден. You have been listening to the Macedonian program on 2NUIFM 103.7 in Newcastle and Hunter. This is Peter Vrtkovski. Please join me next Sunday, same time. Good night.